Фудбалерите на победа утре на стадионот на Могилата го играат реванш дуелот против Гостивар во рамките од Националниот фудбалски клуб. Прилепчани имаат предност од еден гол од првото гостување, каде резултатот беше 1-2 во корист на составот на Мегленски. На првата пресметка Калановски и Макота го донесоа триумфот за црвено-белите. Се надевам дека ќе биде се во најдобар ред, некои играчи ќе одмараат, затоа што е реванш, имаме предност од 2-1. Мораме да ги одмориме некои играчи, затоа што му дојде многу напорно среда недела, такво е првенството. Па потоа не чека надпревар со Македонија, кај што треба да одиме од надпревар. Сега имаме со Гостивар во среда. И мислам дека на тој надпревар не би требало да имаме некои поголеми проблеми. Дуелот победа Гостивар започнува во 15 часот, а во останатите надпревари се среќаваат Македонија Ѓорче Петров Вардар, Работнички Тиквеш, Кидго Шкендија Беласица Пелистер, Силек Скопје и Академија Пандев Беласица. Во првата женска фудбалска лига фудбалерките на Прилеп ја забележаа третата убедлива победа поред. На гостувањето во Радовиш совладан беше домашниот состав на женскиот фудбалски клуб Лјачковица со убедливи 0-9 полувреме 0-4. Хетрик на овој меч постигна Сара Петреска, 2 голови постигнаа Катерина Милеска и Јована Ѓоргиевска, а поеднаш во листата на стрелците се запишаа Сара Ефтинџиевска и Марија Богеска. Во организација на Националниот сојуз на глуви и наглуви по повод 70 годишнината од постоењето на сојузот, беше организиран турнир во футсал на кој се натпреваруваа 7 екипи, меѓу кои и екипата од Прилепското здружение. Прилепските футсалци одиграа одличен турнир на кој во својата група забележаа победи од 7-0 над екипата на Скопје, 3-1 над Битола и 3-2 над Партенија Зографски. Во полуфиналето совладана беше екипата на Слобода со 7-2, додека во финалето беше претрпен несреќен пораз од 2-1 од Партенија Зографски. Деновиве во Аминдео, Грција се одржа традиционалниот меѓународен турнир во џудо. Прилепскиот џудо клуб Сеишин настапи со четворица надпреварувачи. Во кадетска конкуренција освоени се 3 медали за Цинцаровски и Тошевски, првото место во својата категорија. Најдовски беше трето пласиран. Трајковски, иако остана без пласман, настапи во пионерска конкуренција каде се представи во одлично светло. Ова беше и генералката за престојниот турнир кој го организира Прилепскиот клуб Прилеп град Херој, кој ќе се одржи на 7 октомври. Околу 30 параглайдеристи учествуваа на силниот меѓународен параглайдинг надпревар во соседна Србија. Представниците на параглайдинг клубот Делта од нашиот град со одлични резултати во конкуренција на параглайдеристи од Полска, Турција, Црнагора, Србија и Бугарија. Екипно прилепските параглайдеристи го освоија второто место. Поединечно ветеранот Миле Јовановски беше второ пласиран, а првото место му припадна на бугаринот Марков. На третото место заврши Мирослав Бујич од Србија.